Советот на општина Гевгелија на денешната воредна седница ги разгледа барањата од 5 основни училишта и средноучилишниот центар во општина Гевгелија за организирање на настава со физичко присуство на учениците. Имено во сите основни училишта постојат услови за организирање настава за учениците од прво до трето одделение, но заради исполнетост на условите по протокол за постапување на основните училишта за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците за учебната 2020-2021 година, како и мислењата од наставничкиот совет, совет на родители и училишниот одбор, поднесени се барања за организирање настава со физичко присуство или со комбиниран модел за другите ученици. Во сите училишта рече се и да постои реална шанса за организирање на настава со физичко присуство. Во Гевгелија имаме 4 основни училишта во општина Гевгелија, во градот Гевгелија 2, во населеното место Миравци 1 и во населеното место Негорци, и плюс имаме во градот Гевгелија основно музичко училиште. Значи тоа се 5 основни училишта, имаме среден училишен центар, гимназијата, кај што се одвиваат има гимназиски паралелки и друг вид на паралелки. На состанокот во понеделник ми беше кажано дека спрема анкетите што се направени од страна на директорите до секој од родителите на децата, околу 70% се изјаснати за физичко присуство. Така да ние ќе испаднеме со тој предлог до МОН, меѓутоа не секаде. Предлогот на МОН до трето одделение да биде задолжително физичко присуство, другото да биде онлайн. Ние ќе имаме специфика. Секој основното училиште во Гевгелија, двете основни училишта Крстин Сирков и Главка Наджиев предлагат до 5 одделение физичко присуство, од 6 до 9 комбиниран модел, 2 недели онлайн, 2 недели физичко присуство, а основните училишта во населените места кај што се и помал број ученици Негорци и Миравци, таму предлагат од 1 до 9 одделение, значи физичко присуство. И во гимназија, во музичкото исто така од 1 до 9 одделение физичко присуство, и останува гимназијата, таму комбиниран модел, 2 недели физичко присуство и да ротираат учениците, 2 недели онлайн настава. Така да со тие барања тие се отприлика сознанието на учениците, меѓутоа ќе треба да оди тоа седница на совет, да се донесе таа одлука и општините како основач ќе треба да тоа барање го испрати до Министерството, бидејќи знаете дека Министерството ќе формира комисија и на база на тие барања, не се тие адхок дека веднаш ќе бидат прифатени, од која ќе ја прати комисија, ќе провери дали се исполнат сите услови, последниот збор сепак го има МОН, дали ќе се одбива тоа што ние го бараме како општина посебно или ќе биде на друг начин. Советот на општина Гевгелија утврди мислења за сите барања за да бидат доставени до комисијата за разгледување на поднесување барања за организирање на настава со физичко присуство на Министерството за образование и наука, кое по извршениот увид ќе се произнесе по поднесените барања, односно дали на училиштата во општина Гевгелија ќе биде дозволено организирање настава со физичко присуство покрај за учениците од прво до трето одделение и за учениците со физичко присуство или за онлайн следење на наставата.